Рентген апаратот и мамографот во клиничка болница Штип не се во функција, а во тек се преговори за да се набават нови. Директорот Владко Захариев оттаму вели дека е планирано да се набави нов рентген апарат, а стариот засега да се поправи најбрзо што може. Дефектот на мамографот рече дека е голем, па затоа и за него се прават напори да се набави. Сето тоа зависи од буџетот што ќе го направат со Фондот за здравство во следните денови. Се надевам дека ќе ги вклопиме тие апарати што сакаме да ги вклопиме. Во моментот од вчера, за жал, се расипа рентген апаратот кој што е дотреден. Сега, денес и утре ќе одам во преговори. Да видиме во план да има нов рентген апарат, но сега ургентно што е овој стариот што е да го поправиме максимално брзо што може. Исто така во преговори сме и во дилема, исто така чекаме одговор од фондот за мамографот, бидејќи дефектот и на мамографот е голем. Дали да се набави нов апарат или не, тоа ќе видиме се во склоп на буџетот што ќе го направиме сега овие денови. Доколку има дополнителни средства, Захариев потенцираше дека ќе се набави и дополнителна апаратура потребна за болницата. Планот на нас као менаџерски тим што го направивме сега, нели, може да кажам, беше и доста не скромен, реален, но не скромен, бидејќи имавме многу апаратура. Сега што е работата да најме баланс, бидејќи сите знаеме дека апаратурата не е дотрајна. Ќе направиме максимално тие ургентни апарати што треба да ги набавиме и дај Боже ако има дополнителни средства, сме во договор дека ќе го прошират буџетот и ќе може и некој друг апарат да набави. Инаку, како што потенцираше тој, нивните барања до фондот биле доста поголеми, но финансиските услови на истиот биле послаби. Со најавеното зголемување од 10 до 15% се очекува да се обезбедат средства и за дел од неопходната медицинска опрема, што ќе значи подобри услови и поквалитетна здравствена услуга за пациентите.